Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во работна посета на текстилната фабрика Golden Tex во Кочани оствари средба со менаџментот на фабриката и градоначалникот Никол Чоилиев, на која ги истакна новите мерки за раст на платите и законските измени кои предвидуваат работодавците што ќе им ја покачат минималната плата на вработените да добијат државна помош за зголемувањето на платите. Финансиската подршка по работник изнесува 30% од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември лани, а најмногу до 1200 денари по работник месечно. Се дозволува или се дава подршка за растот на плати, заради тоа што потребно е растење на платите и во текстилната индустрија и во сите трудоинтензивни гранки. Владата на Република Македонија одлучи дека со одредена мерка треба да ги поддржи компаниите, а тоа е таа мерка која што 30% субвенционира пораст на плата во трудоинтензивни гранки до максимум 1200 денари од покачената плата. Разликата се прави помеѓу платите октомври до декември 2017 година со исплатената плата во јули месец. Оваа мерка е сега активна. Компаниите ги повикувам да аплицираат и да може да добијат стимулација на растот на плати. Со ова во суштина се овозможува онаа уравниловка што се јави со покачувањето на минималната плата од 12.000 денари, да сега притисокот до 18.000 денари им се намали на работодавачите. При тоа тие да не ги изгубат најпродуктивните или оние попродуктивни работници, а при тоа платите во Република Македонија да растат. Знаете дека главна заложба на владата е платите да растат и минималната плата да расте, но и просечната плата да расте. И токму затоа ќе видите дека сега излезе последниот пресек дека од минатата година во споредба со оваа година истиот месец платата е зголемена за 7,1%, специфично и во овие гранки каде што ефектот од минималната плата директно се гледа. Или за 1600 денари е повисока просечната плата од лани со оваа година. Мерката е предлог на самите работодавачи и во поддршка на работниците и сите мерки се прават во социјален диалог. Важно е да се следи имплементацијата и да се видат ефектите од измените, со цел да бидат задоволни и работодавачите и вработените, додава Царовска. Иако таа плата на одредени вработени е веќе достигната во фирмата која што ја посети министерката, сепак ќе се разгледат можностите за да може и другите вработени да бидат стимулирани за работа, рече собственикот на Golden Tex Благој Ситновски. Ние ги следиме овие мерки и разговаравме со министерката за бенефитот кој што ќе го имаат компаниите и работниците од примената на овие мерки. Во нашата компанија сега над 20% од работниците ја имаат оваа плата од 18 и повеќе илјади денари, меѓутоа ќе направиме согледување во компанијата за да можеме да ја покачиме и на други работници, како што рече министерката, на оние кои што се подобри работници, кои што се профитабилни, кои што носат профит повеќе на организацијата и да не имаме уравниловка, него да бидат стимулирани. Ќе направиме се што е во наша можност да оваа мерка ја примениме и во нашата компанија. Не сум сигурен дека ќе придонесе за зголемување на бројот на работници, бидејќи тие повеќе се ориентирани кон странските компании, меѓутоа наша цел е да ги задржиме постојните работници, да ги стимулираме, за да можеме да добиеме и поголема профитабилност, поголема доходовност од самите работници, да нормално и тие ќе имаат бенефит од тоа. Ова се мерки кои радуват и секако дека треба да се продолжи натаму да се размислува како да се донесат мерки, односно закони и подзаконски решенија со кои ќе се стимулират и компаниите, а секако и работниците ќе го видат својот бенефит. Ова прилика покрај посетата на овде во оваа компанија, јас ќе ја искористам и ќе се потрудам да бидам добар домаќин на министерката во локалната самоуправа во општина Кочани, каде што секако имаме и други теми кои се од посебен интерес на граѓаните на општина Кочани. Со овие мерки всушност треба да се промени и имиџот на текстилната индустрија, додаде Царовска, затоа што оцрнувањето на една гранка која што носи многу за Република Македонија не носи добро за никого, ниту за економијата, ниту за работодавачите, ниту за работниците. Така што враќањето на достоинството на работникот, зголемувањето на платите и посетите на фирмите дава една нова слика и димензија дека работите се менуваат и дека има компании кои што ги почитуваат законите и исплаќаат убави плати. И има компании кои што не ги почитуваат и мора меѓу нив да се направи јасна граница.
Затоа фирмите кои што ги почитуваат работничките права е добро да имаат профит и треба да бидат поддржани, а со тоа да абсорбираат и добри работници и да ги поддржуваат истите, додаде Царовска.